Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Во ова издание за терористичките напади во Брисел, односно за тоа како тие ги интензивира барањата од некои земји членки на Европската Унија за зацврстување на граничните контроли, но и за редефинирање, па дури и напуштање на шенгенскиот безвизен режим. Од друга страна, нападите уште еднаш ја потенцираа потребата од поголема соработка меѓу полициските и разузнавачките служби, не само на членките на Унијата. Од суштинско значење за Шенген системот е безпрекорно да се храни со информации од сите земји членки на Европската Унија, што не е случај во моментов. Оваа база на податоци и на датотеки се поврзани со други криминални досија, изјави францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев веднаш по нападите во Брисел. Размената на разузнавачки информации меѓу земјите членки е од суштинско значење, иако некои од нив, како на пример Франција, не се подготвени на тоа. Земјите членки и пратениците во Европскиот парламент уште во декември постигнаат договор за систем на евиденција на патниците, но се уште не е одржано конечното усвојување на овој закон. Во меѓувреме, граѓаните на Европската Унија се со поделени мислења за тоа дали Шенгенскиот договор, кој му овозможува на сите носители на Шенген виза да патуваат слободно во рамките на Европската Унија, би требало да се зачува или да се менува со цел за цврстување на безбедноста по нападите во кои беа убиени 30 луѓе. Дебатата за тоа започна откако беше откриено дека еден од бомбашите самоубици во Брисел правел експлозивни елеци кои се користели и во ноемвриските напади во Париз. Додека некои жители сметаат дека треба да дојде до промени во Шенгенскиот договор, повеќето европејци бараат построги гранични контроли околу целиот континент. Она што треба да го направиме е да се задржи Шенген, но да имаме повеќе контрола на надворешните граници на Европа. Бидете строги околу границите на Европа, но внатре овој пазар треба да остане отворен за сите, вели еден жител на Брисел. И други во Унијата сметаат дека терористичките напади имаат влијание врз животот на европејците, но оти тоа не е неопходно да се промени Шенген договорот кој постои со децени. Не е доволно да се промени целата насока за она што се случува сега. Тоа не е доволно. Мислам, тоа не е толку важно, се разбира, тоа е страшно, се разбира, вели еден француски граѓанин. Експлозиите во Брисел беа трет смртоносен терористички напад во Европа во последните 15 месеци. Првиот се случи во јануари минатата година во канцеларијата на весникот Шарли Ебдо во Париз, при што загинаа повеќе од 10 луѓе, а вториот, исто така во Париз, во ноември лани кога загинаа повеќе од 130 луѓе. По сите овие напади, Соединетите држави најавија зголемена разузнавачка соработка со Европската Унија во борбата против исламската држава. Вашингтон оцени дека Европа и натаму мора да работи на унапредување на мерките за безбедност со цел спречување на слични терористички напади. Имаше сознание дека дел од извршителите на терористичките акти низ Европа минале низ балканската рута на мигрантите. Тоа пак ги зголеми страхувањата дека и Балканот може да стане цел на слични напади. Некои експерти за меѓународен тероризам пак сметаат дека регионот како терористичка цел не е приоритет на исламската држава. Професорот на Факултетот за политички науки во Сараево, Владо Азиновиќ, вели дека милитантите на исламската држава го посматрат Балканот повеќе како зона за врбување нови приврзаници и за логистичка поддршка на терористите, односно за одмор и трансфер кон други подрачја. Според него, исламската држава на делови од светот гледа како на зона во која, како што вели, е неопходно со терор и брутално насилство да се дестабилизираат властите и да предизвикаат револуционерни промени кои потоа ќе овозможат тие општества да бидат моделирани според идеолошкиот концепт на организацијата Исламска држава. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонија, како и другите земји во Европа, не е имуна од терористички напади, особено со оглед на тоа што се наоѓа на балканската мигрантска рута, но и поради нејзината вклученост во операциите на НАТО во светот. Според експертите, најмногу загрижува фактот што во Македонија се регрутираат борци за редовите на терористичката Исламска држава.
Македонија како мала и сиромашна земја не представува предизвик на деструктивната закана од џихадистичките терористи, но тоа не значи дека не треба да се преземат сите мерки со кои државата ќе ја гарантира безбедноста на граѓаните, особено имајќи го фактот дека земјава представува коридор низ кој поминуваат бегалците од ризичните земји, а заедно со нив беа евидентирани и озогласени терористи кои поминале од балканската рута на нивниот пат кон Франција. Експертите велат дека Македонија не е атрактивна за мигрантите на ИСИЛ како што се Париз, Брисел или Лондон, но оти никогаш со сигурност не може да се каже оти државата имуна на терористички цели. Секако дека не сме ни најнезначајни, бидејќи се наоѓаме на балканската рута на миграцијата, односно на бегалците, бидејќи како земја се приклучуваме кон мировните операции на НАТО и се разбира поради низа други околности. Исто така, терористичките архитекти, би рекол, гледаат и каде е најслаба безбедноста или безбедносната структура и каде најмногу би можеле да предизвикаат внимание. Значи, во таа смисла, тука, гледајќи во тој критериум, ние може би сме дури и повисоко на таа листа. Сепак не сме на врвот, тоа мора да потенцирам. Џабир Дерала од невладината организација Цивил вели дека загрижува фактот што од Македонија се регрутираат борци во ризичните земји, а институциите евентираа 70 повратници и од тој аспект земјата не може да се чувствува спокојно. Тој посочува дека потребна е сеопфатна стратегија со посебен акцент на дерадикализација, што ќе резултира со поголеми ефекти во борбата против тероризмот и ќе се елиминираат на тамошни регрутации. Тука имате една ситуација во која морате да вложите многу во социјалните служби, во училиштата, во работата со родителите. Бидејќи која мајка сака да оди незиното дете на боиште или пак незината ќер. Нема таква мајка. Значи тие структури на институциите мораат да работат многу посветено и да обрнат внимание на секој поединечен случај. Инаку експертите велат дека после терористичките акции во светот се очекува Европската Унија да заземе поригорозна политика во однос на визната либерализација, но не и нејзино укинување. Тие укажуваат дека посебно ќе биде значајна соработката меѓу Министерствата за внатрешни работи и дека од секоја земја, па така и од Македонија, ќе се бара поголема контрола на границите, особено за секој сомнителен патник и соработка. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.